Како што деновиве имавте можност да слушнете по безмалку 15 години пауза и неколку неуспешни обиди за реактивирање, кривопаланечката кланица конечно доби нов сопственик со планови кои што ветуваат. Станува збор за пакистанската компанија Johnson & Philips Limited, која во оваа азиска земја главно работи со производство и извоз на електротехнички елементи. Но за оваа потреба регистрирала фирма Керка Johnson & Philips Agro, со која што ќе влезе во бизнисот со храна. Компанијата е во сопственост на почесниот македонски конзул во Пакистан, Билал Куртеши, благодарение на чии што заложби во 90-тите години неговата земја ја призна Македонија под уставното име. Од овој период датираат и неговите први бизнис контакти со нашата држава. Имено од 1995-та Johnson & Philips има македонско представништво, кое веќе 70-та година овозможува извоз на нашата електротехнологија на странски пазар. Откако сопственикот на групацијата бил запознат со случајот на кривопаланечката кланица, најмил консултантска куќа по чиј совет дошла одлуката за првата конкретна инвестиција на компанијата во Македонија, и тоа во нова гранка, во прехранбената индустрија. Ова го откри Горан Арнаудовски, генералниот менеджер на македонската Johnson & Philips, кој во петокот на 14 декември беше во посета на Кривопаланка и оствари средба со градоначалникот Арсенчо Алексовски. Постои некој континуитет порано, али дека ова е прв пат сега влегување со инвестиција. И таа инвестиција, според препораките на нашите консултанти, да се влезе во прехранбена индустрија и така дојде до оваа одлука да се откупи и рестартира кланицата во Кривопаланка. Средбата меѓу Алексовски и Арнаудовски доаѓа точно една недела откако официјално беше потпишан купопродажниот договор меѓу Johnson & Philips Agro и Шпаркасе банката, која по активирањето на хипотеката ја доби во свој посет поранешната кланица со ладилник на земјоделската задруга Малина. Гостинот отворено зборуваше за амбициозните планови на семејството Куртеши. Сигурно дека ќе оди преку 1.200.000-300.000 евра кога ќе, нели, стартното, да. Се надеваме, се обидуваме, ако може веќе до март месец, април да се почне реално со нешто, меѓутоа може би роковите заради временски услови дека не ќе возможи, али до јуни би требало да проработи. Прво основно е ревитализирање или комплетна обнова на постоечкава кланица, што се доведе во работна, нели, состојба. Второ е изградба на нови погони, дополнителни за местни производи. Значи, она се што би можело како некоја дополнителна вредност, освен, нели, колењето кланица да се направи. Веројатно во кланицата директно во почетоков, нели, ќе се оди тоа по фази, нели, како ќе се оди 10, 15, 20. И тоа основното е, да, таа идеја на кооперанство, значи, и за јагнешкото, нели, место што е потребно, значи јагниње, нели, да се направат кооперантски договори со индивидуални производувачи, одгледувачи, а исто така втора фаза е да се увезува жив добиток, пред се јунешко, и тој исто така да со некои кооперантски односи се дава на индивидуални одгледувачи, значи до одредена фаза, нели, да се одгледаат, а потоа да се преземат во кланицата. За почеток, нели, како и секој почеток, ќе биде ориентиран, мислам, тука, нели, на пазарот, домашен, меѓутоа преди се, ќе видиме колку е тоа можно да се, за колку време мислам е можно да се оствари, да се обидеме со извоз на јагнешко, тоест на овчо месо во Емиратите, значи зборувам Абу Даби, Дубај и тие Емирати, тоа е као некоја идеја. Повеќе и по конкретни детали изнесе представникот на консултантската куќа Ирена Богоевска, кој информираше дека за само 30 дена завршиле добар дел од правно-административните работи. Сепак останува уште многу, бидејќи практично на терен се почнува од нула. Амбициозните планови предвидуваат најмалку 3 фази, за чија што реализација е неопходна соработка со општината Кривопаланка. Првата, за која зборуваше Арнаудовски, ги опфаќа сите активности се до рестартирањето на кланицата, до кога ќе бидат вложени најмалку 1.200.000 евра. Со оглед на тоа дека компанијата ќе го откупи и околното земјиште и веќе упати барање до општината за изработка на урбанистичко-планска документација за вцртување на нови 2 објекта, следните фази подразбираат нови преработувачки капацитети и ќе ја зголемат инвестицијата до сума приближна на 4 милиони евра.
Сепак и инвеститорот и консултантите признаваат дека многу нешта зависат од динамиката на пазарот, потенцијалот на нашето поднебје и од контактите со социјалните групи, земјите од арапскиот свет. И представниците на Джонсон и Филипс и консултантската куќа пак изразија голема благодарност за поддршката од општината, која од самиот старт им излегла во пресрет. Првата среда, првото доаѓање во Крива Паланка се запознавме со градоначалникот и уште од таа прва средба имавме апсолутно поддршка. Он излезе во пресрет со сите информации и дека максимално општината ќе помогне, нели, да се рестартира објектот, така да сакам да му изразам исто благодарност на градоначалникот за досегашната поддршка и она во идно. Првиот човек на градот разбирливо пред сеја нагласува социоекономската придобивка од најавената инвестиција. Онака како што сум запознаен, во почетокот се работи за некаде околу 5-60 вработувања. Ке имаме тука, се работи за сериозна компанија која ќе врши колење на месо, но ќе има и кооперантско производство на тоа месо. Што значи тоа? Тоа значи дека фирмата, односно кланицата, ќе обезбедува добиток, ќе дава на чување и ќе обезбедува и храна за тој добиток. Луѓето кои се заинтересирани ќе земат добиток, ќе го чуваат во текот на летниот период на услови на паша или на шталско. Сепак тоа ќе се договарат со нив и во есен ќе се предаваат на кланицата, секој ќе си го добие своја дел онака како што е договорено. Мислам дека ова ќе биде добар начин на работење и на оние луѓе кои нема да бидат вработени во кланицата, туку ќе бидат кооперанти. Ќе соработуваат со кланицата, ќе добиваат стока, ќе добиваат храна, ќе ја чуваат, ќе одледуваат, после некој време ќе ја врати и кланицата ќе му го исплати оној негов дел кој си го заслужил човекот кој одледува стоката. Мислам дека ова е една новост, барем за нашите простори, на просторите на другите држави не е новост, ова се применува и во другите земји, но може да кажам дека поготово во Крија Паланка никогаш вакво ништо не е направено. Значи, кооперантско производство на месо, кооперантско производство на местни производи. Она што градоначалникот го оцени како исклучително надежен проект, вложувачот од Пакистан веќе го најавува како успешна инвестиција. Уште на почетокот на идната година се очекува и тој самиот да биде гости на нашата општина, а луѓето кои го застапуваат ги пренесува неговите зборови според кои кога се во прашање храната и Македонија, тоа е секторот кој нуди гарантирани резултати.